Колеги пратеници, господине Бесими, подготвувајќи се за оваа дискусија, ги зирнав малку стенограмите од расправата што ја водевме по извештајот за минатата година. И просто неверојатно е колку најголем дел од работите се повторуваат. За владачкото мнозинство ми остави впечаток вчера колегата Николовски со наводно храбрата изјава за вината на Грција, за единствената вина практично на Грција за нашиот напредок на патот кон Брисел. Нема да верувате колку зборови вчера користеше исти кои ги користеше пред точно една година. Пред точно една година Грција беше единствениот виновник затоа што ние стоиме на патот на евроинтеграцијските процеси. Година дена подоцна од Брисел со новиот извештај добиваме реална слика. Точно се согласувам дека извештајот на Европската комисија за состојбата во Македонија е реален и објективен. Но ќе ми дозволите една субјективна оценка. Во многу елементи и поблаг од она што е реалноста на теренот во Република Македонија. И ќе ви кажам и зошто. Ако со неколку збора сакате да го дефинирате овој извештај, ќе можете, јас би ги искористил следниве зборови. Осилена власт, срамно судство, медиумски мрак, системска корупција, партизирана администрација. Иако на сите овие зборови им го додадете зборот имплементација на она што го подготвуваме, односно што собранието го нуди како законска регулатива, тогаш ќе ја добиете вистинската слика. А таа, за оние што сакаат да видат и се доволно честни да го признаат, е малку полоша од она што сакаме да ја представиме, особено што сакаат да ја представат колегите од владачкото мнозинство. Примери точно наведени во извештајот на Европската комисија, каде што веќе се користат термини длабоко загрижувачки, ама не напредок, туку застој на реформите во Република Македонија. Пример, екземплар за она што опозицијата упорно го тврди, дека во Република Македонија не постои, апсолутно не постои ниту една независна институција која не е под директна команда на премиерот Никола Груевски на ВМРО-ДПМН. Апсолутно нити една. Ако тоа е така со највисоката судска инстанца во оваа држава, Уставниот суд, ако тоа е случај со судството во целост, тогаш не можете да очекувате дека некакви агенции кои владата ги контролира и ги именува првите луѓе, ќе се осмелат да помислат с краја да направат нешто поинаку од она што го добиле како задача за спроведување на волјата на Никола Груевски. Колеги пратеници од владачкото мнозинство, за оние што вистински сакаат да бидат дел од Европа, срамна е оценката за селективна правда која се спроведува во Република Македонија. Поголем срам од тоа за држава која се смета за европска и која сака да стане дел од Европа нема. Селективна правда значи дека во оваа држава правото практично не важи. Важи волјата на пастирот. Од оваа говорница сакам да го поздравам ослободувањето во домашен притвор на поранешниот колега Кежаровски. Тоа е добар чекор. Но тоа е задоцнета правда.
Кежаровски не смееше да биде толку време во притвор. Не смееше оваа власт притворот да го користи како казна. За волја на вистината, а и колегите од ВМРО ДПМН да знаат, Кежаровски не е пуштен затоа што така решил кривичниот суд, туку затоа што Груевски мораше да попушти. Овде од оваа говорница исто така денеска сакам да му честитам на Сдруженијето на новинари на Република Македонија, на иницијативниот одбор за ослободување на Кежаровски, за принципиелната, храбра, поштена борба за почитување на правото во оваа држава. А правото во оваа држава, ако вистински се почитуваше, ќе гарантираше Кежаровски да добие можност да се брани од слобода. Не беше потребен ниту еден ден притвор. Меѓутоа, за владачкото мнозинство докрај да си остане доследно, еден вратија во домашен притвор, друг новинар затворија. По потерница, за еден друг случај, Зоран Божиновски е уапсен во Нови Сад. Јас овде не сакам да спорам со тоа дали дел од вас се согласуваат со Божиновски или не. И јас имам дилеми дали се согласувам во многу работи со Зоран Божиновски, но неговото право да објавува тоа што смета дека од јавен интерес е свето и мора да биде свето за секоја нормална држава. Колеги пратеници, знам дека најголем дел од вас, медиумите и слободата на изразувањето не им е специфика. Има еден случај во Соединените Американски држави, каде што Врховниот суд на Америка носи пресуда во однос 6:3 во полза на весник кој објавува тајни планови на Пентагон за војната во Виетнам. Својата одлука Врховниот суд на Америка ја образлага вака: не спориме со мудроста на одлуката да се објават тајните планови. Таа можело некој да реши да не ги објави. Меѓутоа, кога веќе ги објавил и кога веќе ги добил новинарот во јавен интерес, во интерес на слободата на изразување, во интерес на првиот амандман на Америка кој гарантира слобода и еднаквост и слобода на говор, приказната е завршена. Во случајот Кежаровски, најголемата вина мора да се бара во оној кој наводно му ја дал таа информација за наводниот заштитен сведок, но не и Кежаровски. Да не ве потсетам на примерот на Хашкиот трибунал, каде што поранешни колеги објавија имиња на заштитени сведоци во случај на воени злосторства. Беше казнет само со парична казна. Во секој случај, таа област мора поинаку да се регулира. Правото на слобода на израз мора да биде свето. Многу елементи, како што веќе реков, од содржани во овој извештај, меѓутоа јас во оваа прилика ќе се задржам само уште на еден. Тоа е забелешката содржана во овој извештај дека веќе е крајно време владеачката гарнитура да се одвои од она што се вика државен апарат. Колеги пратеници, ВМРО ДПМН денеска смета дека тие се Македонија, тие се државата, тие се во оваа држава. Ставаат равенка меѓу ВМРО ДПМН и Македонија. Тоа едноставно е безобразно, затоа што оваа држава не е и не може да биде само на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, тоа ќе го разберете еден ден кога во оваа држава ќе се смени власт. Тогаш ќе видите какви погубни последици оставате изминативе 2 година, носејки во најмала рака спорни закони со кои на поединци, буквално на поединци,
им овозможувате ненормално збогатување. Благодарам.